Најмирни, најфери, најдемократски избори кои досега ги имала Македонија. Историјата не памети подобро организирани избори од овие годинава. Изборниот ден во вториот круг, како и во првиот, помина без притисоци, без насилство и без тензии. Во мирна атмосфера со навремено отворени гласачки места и добро координирана работа на институциите. За познавачите, ваквиот тек на настаните е доказ дека Македонија има зрелост и капацитет да организира фери демократски избори по европски терк. За поранешниот началник на МВР Љубомир Ѓурчевски, обидите на одредени центри на моќ за некаква дестабилизација за време на кампањата беа елиминирани, а вчерашниот ден е доказ дека институциите функционираат во полн капацитет. Пред изборите во време на кампањата за вториот изборен круг имавме еден поголем безбедносен ризик со оние дојави за лажни поставени експлозивни направи по училиштата во Куманово и во Скопје. Мислам дека сите безбедносни структури, посебно Министерството за внатрешни работи, беа добро екипирани, ги презедоа и ги испланира сите потребни мерки кои што за едно успешно, безбедно и најфункционално одвивање на овие избори. Македонија низ годините мина низ бројни изборни процеси обележани со инциденти и насилства. Во 90-тите, кога Македонија се уште беше млада демократија, јавноста беше сведок на тепачки, полнење кутии и валкани кампањи. Но овој пат сликата од изборниот ден беше сосема поинаква. Имаше и пукање, имавме и жртви на избори, ако се вратиме 98 година, мислам дека беше во основното училиште Даме Груев. Имавме разноразни тепачки, кршење на кутии и така на. И МВР и Државната изборна комисија потврдија дека изборниот процес се одвивал без сериозни инциденти и без нарушување на јавниот ред и мир. Во текот на денот беа евидентирани неколку привремени прекини на гласањето поради технички проблеми со апаратите за идентификација, но тие беа навреме решени.